Добар ден на сите, јас сум Зоран Тодоров, наставник по историја и граѓанско образование. И денеска ќе се обидам да ви помогнам да ја совладате лекцијата римска култура од предметот историја и да видиме што е тоа што е најзначајно, а се однесува на материјалната па и на духовната култура кај римјаните. Инаку, како што ќе одминува времето, како што ќе ги совладувате наставните единици по историја, ќе видите речиси дека секоја тема завршува со култура, со наука, со образование и слично, и тоа не е случајно. Ваквите методски единици имаат за цел да ви објаснат дека речиси сите народи имаат своја различна култура и дека токму таквата различна култура ги истакнува нивните посебности, односно тоа покажува дека тие народи се различни од сите други народи кои што живееле на просторите во античкиот временски период. Па така и римјаните изградиле своја култура, со своји обележја, со свој обичај, и ќе видиме што е тоа што е најзначајно за римската култура. Инаку, римската култура настанува под влијание на две други култури, тоа е етруската култура и пред се грчката култура. Треба да се напомене дека етруската култура извршила така почетно влијание во градот Рим, бидејќи, ако се сеќавате, добар дел од 7 кралеви беа етруски, па така, дел од етруската култура беше пренесена во градот Рим, додека со освојувањата кои што започнале во 3 век и траеле повеќе векови, римските војници, римските политичари ќе дојдат во допир со грчката култура, која што била најразвиена култура во тој временски период, и така ќе сакаат да копираат дел од тие работи, но и нормално да прифатат дел од работите кои што се корисни и така да се издигне Рим на едно повисоко цивилизацијско ниво. Таков пример е, например, примерот со римската азбука наречена абецеда, која всушност представува на некој начин адаптација на грчкиот алфабет. Односно, врз основа на грчкиот алфабет е напишена и римската абецеда. Инаку, секој народ има своја религија. Така и римјаните имале своја религија, но најголемиот дел од народите во овој временски период биле многу божици, односно верувале во повеќе богови. Како и останатите работи, така и религијата на некој начин представува грчко влијание, односно тоа е пандан, слична, многу слична на грчката религија. Како што грците имаат свој божества и свој врховен бог, така и римјаните имаат свој божества и свој врховен бог. Врховен бог на старите римјани бил богот Јупитер, богот на небото. Неговата жена Јунона била заштитничка на бракот. Тука и богот Марс, бог на војната. Иначе за Марс е интересно да се напомене дека најпрво ќе биде бог на земјоделието, а подоцна ќе стане бог на војната. Оти луѓето во тој временски период многу често војувале
едни со други, особено за земја, па така, освен заради, да кажам, земјоделски работи, ќе му се молат на Марс и за војнички работи, така Марс ќе стане бог на војната. Друго познато божество е божицата Венера, божица на убавината, и тука е божицата Дијана, како божица на ловот. Инаку, може да забележите дека лесно се памтат имињата на боговите, бидејќи се поврзани со планетите на сончевиот систем, и се надевам дека ќе немате проблем да ги совладате. Сега, сакам да напоменам дека наредно ќе ги видиме поголемиот дел од римските богови и ќе видите кои се исто така интересни божества. Гледаме дека се среќава божеството Аполон, инаку Аполон е хетско божество кое го презеле, односно се среќава за прв пат кај хетите, меѓутоа го превзеле и старите грци, античките македонци, гледаме сега се среќава и кај старите римјани. Он е, ако се сеќавате, бог на светлината. Тука е Церера како божица на поледелството. Тука е Нептун, бог на морето, Минерва, божица на мудроста. Гледаме дека она е пандампа на грчката божица Атина. Значи и римјаните имаат свои божества, односно свој бог на мудроста. Тука е и Вулкан, односно бог на огнот и така натаму. Гледаме како римјаните ги замислувале своите божества, односно ги замислувале како божества со човечки лик, со тоа што имале совршена градба, гледате, и така тие ги замислувале, нели, своите богови. Најголемиот дел од нив од прилика така изгледале. Сега, освен, нели, религијата, треба да ги споменеме и книжевноста и говорништвото, бидејќи римјаните навистина развиле богата книжевна дејност, а било развиено и говорништвото, така имало повеќе писатели и поети, од кои, нели, најпознати се Овиди, Хораци и секако Вергилий. Вергилий го напишал неговото најпознато дело Енеида за познатиот тројански јунак Енеј, оној кој што беше предок на основачите, според легендата на градот Рим, Ромул и Рем. Така за јунакот Енеј е напишано делото Енеида. Тука е познатиот писател, односно и драматург Плаут, кој што е познат по тоа што пишувал и комедиографски дела. Веќе кажав дека ќе биде развиено и говорништвото, а најпознат римски говорник бил Кикерон или Цицерон, а познати римски говорници биле и браќата Тиберий и Гај Грах, Гај Јулија Цезар и така натаму. Еве, отприлика, една скулптура со Вергилий, како отприлика изгледал, како замислувале, односно како изгледал неговиот лик. Еве ви го Цицерон, ликот на Цицерон или Кикерон. И отприлика тоа е тоа за книжевноста и за говорништвото. Сега, римјаните ги развивале и науките. Како што може да видите, особено биле развиени историјата, географијата, филозофијата, медицината и така натаму. Римските историчари навистина, нели, оставиле богати дела. Најпознати историчари биле Тацит, Тит Ливий и Гај Јулиј Цезар, кој што напишал едно дело за галите, значи кога отишол да војува против галите, напишал ви едно дело за нив, навистина, нели, интересен
интересно дело, интересен извор од тој временски период. Најпознат географ бил Страбон, додека се развила и филозофијата, а најпознати филозофи биле Лукрециј, Кар и Сенека. Сега, римјаните посебно се познати како градители. Особено граделе патишта, односно поплочени патишта, поплочени со големи камења, и по тоа се можеби и најпознати римјаните, секаде каде што освојувале исто така граделе патишта, за да може војската полесно да се движи, меѓутоа и тоа да влијае позитивно и врз трговијата, па така не случајно се појавила поговорката дека сите патишта водат кон Рим. Римјаните имали и своји бањи јавни, односно граделе јавни бањи, во кои имало простории со топла вода, со ладна вода, имало простории и за состаноци, односно сали за состаноци, и гледаме дека бањите ја надминале својата прва замисла. Римјаните се познати по тоа што граделе водоводни системи. Какви се тие водоводни системи ќе видиме подоцна. Исто така граделе канализациони системи, а бидејќи било робовладетелско уредување, имало голем број на робови, кои што придонеле за да се развие градежништвото, така со помош на робовите били изградени дворци, театри, плоштади и така натаму. Најпознати градби од тој временски период се Римскиот форум, Колосеумот и Римскиот Пантеон, кои што ќе ги видиме сега подоцна. Еве како изгледал Римскиот форум, односно ова се остатоци од денешниот археолошки локалитет Римски форум. Иначе Римскиот форум било, можеме слободно кажеме, централно место, централно подрачје на градот Рим, плоштад, и тука се случувале сите позначајни работи. Од економски, трговски договори, политички договори и така натаму, значи централно место за собирање бил Римскиот форум. Еве ви го Колосеумот, или уште попознат како символот на Рим. Најпознатата градба на Рим, и секогаш кога ќе се спомене градот Рим, во најголема мера луѓето веднаш асоцираат на Колосеумот. Колосеумот бил навистина импресивна градба, една, да не речам, импозантна мега градба, која што собирала од 50 до 70 илјади луѓе и имала, да не кажам, забавна намена. Значи, објектот бил од забавен карактер, иако тоа што се случувало внатре и не било баш забавно. Инаку, Колосеумот служил за борби. Најчесто во Колосеумот се одигрувале гладиаторски борби, борби на животни или борба на гладиатор со животно. И бидејќи собира огромен број на луѓе, од 50 до 70 илјади, секаков профил на луѓе можеле да дојдат и да ги гледат борбите, кои што траеле, речиси, низ целиот ден, а имало и централна ложа во која седеле најпознатите римски граѓани, а многу често тука доаѓал и императорот со цел да биде виден, да се промовира и така натаму. Инаку Колосеумот бил градба која што многу наликувала на денешните наши стадиони. Треба да се напомене дека под градбата имало
подземни простории во кои се чувале животните и после со помош на импровизирани лифтови со јажиња, со помош на робовите, животните се качувале нагоре и биле истакнувани пред публиката и борбата започнувала, додека подот бил покриен со даски, а врз нив имало земја или песок на кој што се одвивале борбите. Тоа е за најпозната градба Колосеумот. Навистина интересна и значајна градба. Еве ви го римскиот пантеон, изграден во вториот век во вториот век од нашата ера, и имал за цел да биде главен храм на сите римски божества. Значи, главен храм на сите римски божества, една навистина голема градба, слична на атинскиот Пантенон. Ова е Пантеон, во Атина е Пантенон, но, намената е таа, да биде главен храм на сите римски божества, и гледате одлика на најголемиот дел од градбите се овие познати антички столбови. Еве како изгледа римски водовод или наречен аквадукт. Односно, оваа градба има за цел да ја пренесува водата од едно место на друго и гледате има форма на мост. Меѓутоа главната намена е ова да представува водоводен систем. Еве дел од римските бањи, односно археолошки локалитет, зачувани како би изгледала една римска бања или терма од тој временски период. И од прилика тоа е тоа што требаше да го кажеме за римската култура. Можеме да видиме дека во голема мера римјаните превзеле голем број на работи од грчката култура. Па затоа се појавила познатата поговорка дека Рим ја покори Хелада, меѓутоа Хелада го освои Рим, асоцирајќи токму на влијанието кое што го извршила грчката култура врз римската држава, но како и да е, римската држава представувала една навистина високо развиена цивилизација, која што успеала да придонесе во развојот на целокупното човештво воопшто, а денеска градбите кои што се наоѓаат особено во градот Рим, меѓутоа и насекаде низ светот каде што се протегала римската држава, имаат статус на заштитено културно наследство, односно светско културно наследство. Од прилика, тие се работите кои што требаше да ги кажеме. Се надевам дека е јасно и дека голем дел од нив веќе ги совладавте. Така ќе видиме понатаму што е тоа што ќе биде интересно за остатокот од темата.